Ке беше неправда ако не му помогнев и не му станев бранител на Горан Ангелов, вели адвокатот Драган Пешевски, кој бесплатно брани човекот кој доби 12 години затвор од кривичен за настаните од 27 април. Пред камерата на Алфа Пешевски кажа како воопшто дошло до моментот тој да му стане бранител на Ангелов, кој останал без адвокат откако било одбиено барањето за увид во списите од предметот, па тогашниот негов бранител се повлекол од случајот. На Горан Ангелов му беше назначен адвокат по службена должност кој што он го одби, па тука мислам дека му беше нарушено и правото на одбрана затоа што за ваква пропишена казна он седеше без бранител на судењето и кога ќе видите еден човек со кој што сме се дружиле во текот на целото тоа судење, ќе видите дека тој човек има 3 деца, сопруга, кои што сите се невработени. Да не го браните тој човек и да не му се најдете да му помогнете, тоа е неправда. Правда е да станете и да му помогнете на тој човек, ништо повеќе. Првичната казна од 12 години за Ангелов, апелација намали на 11. Пешевски вели дека одбраната воопшто не барала намалување на казната, туку ослободителна пресуда, бидејќи елементи за кривичното дело за кое беа гонети обвинетите воопшто немало. Апелација ја намали казната тривијално. Значи, ние не баравме казната да биде намалена. Ние баравме за ова дело за кое што обвинетите се гонети да бидат ослободени. Значи, ние не баравме милостина, ние баравме правда. Никој тука не е терорист и никој тука не го загрозил уставниот поредок на Република Македонија. Според Пешевски, нејасно како обвинителството за еден кривично правен настан успеало да направи 5 кривични дела. Почна првите срекниците кои што беа на почетокот, одговараа за учество во толпа, кој што ќе стори кривично дело. Потоа вторите одговараа за спречување на службено лице во вршење на службената должност, потоа се префрливме за насилство, на крајот отидовме за убиство и големото финале го доживеавме кога дечкиве не ги осудија за загрозување на уставниот поредок на Република Македонија. Вели дека во текот на судскиот процес во голем број случаи биле прекршени правата на одбраната, а спомени поради какво основно барање, сите адвокати добиле глоба од по 1000 евра. Бевме префрлени во една друга судница и побаравме права на одбраната да не коленичи и да запишува на колено кој што сведок ќе каже, и тоа беше испитување на клучниот сведок во постапката. Бевме казнати сите 35 бранители или 33, сега не сакам да карикирам, со по 1000 евра казна, која што апелација не ја намали на 500 евра казна. Покрај прекршените права на одбраната, голема дамка на овој процес фрли селективната аболиција, која добија дел од обвинетите, што според Пешевски ја покажува и политичката страна во овој процес. Во овој случај со аболиција беа опфатени претениците Крсто Муковски, Љубен Арнаудов и Сашо Василевски, кои гласаа за промената на уставното име на Македонија. Политичкото крило кое што одговараше во оваа постапка беше ослободено токму пред одлуката за носење и за гласање на Преспанскиот договор во собранието. И ако ова не буди политички мотиви во овој процес, не знам што ќе разбуди. Горан Ангелов беше председател на патриотското здружение Андон Јанев Ќосето, а е осуден дека како представник на македонските патриотски здруженија презел активности со цел да се спречи изборот на Талат Џафери за собраниски спикер, што беше оспорувано од одбраната. Пешевски, кој без пари го брани Ангелов, вели дека овој случај е далеку од завршен. Во моментов се чека одлуката на Врховниот суд, а ако нешто не биде променето, потенцира дека правдата ќе се бара и пред меѓународните судови.